Со иницијатива до Уставниот суд ВМРО ДПМН ќе бара преиспитување на одлуката на шефот на државата Стево Пендаровски да го додели мандатот на Зоран Заев без обезбедено парламентарно мнозинство. Од најголемата опозицијска партија уште наш обвинуваат дека мандатот во моментов е заробен во рацете на Заев, иако тој нема обезбедено доволно пратеници за формирање влада. Стево Пендаровски го узурпираше мандатот кај еден пратеник како и 119 други кои што се во собранието, тоа е Зоран Заев, кој што нема мнозинство, му го додели мандатот и практично го узурпираше се со цел да му даде повеќе време, 20 дена да купи време за да може на непринципиелен начин да се обиде да народски кажано лови пратеници од останатите листи кои што партиципираат во собранието со непринципиелни методи. Во овие моменти се уште таа преговорите меѓу СДСМ и ДУИ за формирање влада. Според неофицијалните информации до кои дојде Алфа, желбите на интегративците се пораснати, па сега покрај премиерското место во првата година ги барат ресорите МВР, Министерство за финансии, директорска позиција во УЈП, како и гувернерското столче во Народната банка. Во гостување во што не е јасно на Алфа, генералниот секретар на Алијансата за албанците вели веќе бил постигнат договор меѓу СДСМ и ДУИ. Мислам дека театар прават малце. Оти и Заев доби гласови на тоа дека е против ДУИ, посебно албански гласови, толку колку што доби, тоа беа многу помалку колку 2016 година, иако беше со Беса. Ја мислам дека ова е сега театар кој што ќе трае уште неколку дена и после ќе излеза дека владата ќе биде заедничка. Од СДСМ преку соопштенија велат дека продолжуваат преговорите со ДУИ, а на маса ќе биде ставена и темата потолба на ресорите, но не откриваат ништо повеќе. Се уште јавноста нема одговор на прашањето дали Заев ќе прифати албанец премиер, а ниту самиот тој не сака да одговори на ова прашање. Во медиумите се појави информации дека веќе официјално е постигнат договор за ротирачки премиер меѓу СДСМ и ДУИ. Меѓутоа оваа вест беше демантирана од генералниот секретар на социјалдемократите Љупчо Николовски. Функционални институции, а пред се